За 66% се зголемил бројот на илегални мигранти во Македонија. Според податоците на МВР, во 2013 година 1132 странски, но и македонски државјани се откриени во обид илегално да ја напуштат територијата на Македонија. Особено е зголем бројот на мигранти од Блискиот и Седен Исток, како и Северна Африка. Македонија не е крајна дестинација, туку земја транзит како дел од Балканска рута. Затоа сите надлежни институции треба заеднички да се борат во справувањето на оваа негативна појава. Меѓутоа не смееме да останеме слепи на оваквата појава, бидејќи во време на немаштија и низок економски стандард, оваквата ситуација предизвикува и поттикнува некои дејанија кои можат да предизвикат брза заработувачка на пари. Така да поврзано со оваквата нелегална миграција, некои од граѓаните на Гевгелија се судуваат да запливат во некои институционални води, што резултира и со законски санкции и казни. Тоа е едниот елемент од сето тоа. Вториот елемент е што често ги гледаме тие истите луѓе како слободно се движат низ Гевгелија, на крајот на денот повторно се враќаат во Грција, кај што има и прифатниот центар, и сметаме дека државата, поготово пограничните служби, треба да имаат поголемо влијание на сета таа работа, за да не ги охрабруваат и сето тоа да биде во функција на намалување на истата појава. Голем дел од нив само поминуваат низ Република Македонија кон земјите од западниот свет, а дел од нив можеби и ќе останат во Република Македонија и имаат можност да побараат азил. Токму на тоа поле нашата држава има направено многу, затоа што секој што ќе сака да побара азил, било да е под основа азил, да побара азил како илегален мигрант или кој што е под една субсидијарна заштита. Нашата држава им дава можност на тие луѓе да можат да останат тука, со тоа што Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјала, Министерството за здравство, буквално една сеопфатна грижа се води за овие луѓе да можат да бидат сместени, да можат да најдат работа, да имаат место каде ќе можат да живеат нормално и да се лекуваат. Најголем дел од илегалните минувања на државната граница се регистрирани на делот кон Република Грција. Затоа ова негативна појава не ја одминува ниту Гевгелија како погранична општина. Токму денес, во овој град надлежните државни и локални институции дискутираа преку така наречениот мобилен парламент во организација на Мост за предизвиците со нелегалната миграција и барателите на азил. Значи овдека ќе разговараат пратеници и од власта и од опозицијата, значи покрај нив тука се и представници од Министерството за внатрешни работи, од Министерството за труд и социјална политика, исто така има представници од прифатните центри кои што работат директно со мигрантите и барателите на азил. Тука се и некои меѓународни организации како УНХЦР кои што работат директно со овие луѓе, така да се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и соодветни заклучоци. Правната рамка за справување со илегалната миграција е согласена со законодавството на Европската унија и со релевантните меѓународни стандарди. Проблеми настануваат при нејзиното спроведување, како што се тешкотии да се утврди идентитетот на мигрантите, проблематично спроведување на договорите за реадмисија, поради објективни и субјективни фактори.